Road Machine Lovers. Јас сум JJ, Јас сум Злате. Злате мило ми е, а вие се наоѓате на Road Machines каналот, вашиот верен пријател за се што е поврзано со автомобили. Злате, да почнеме. Каде се наоѓаме денес? Денеска се наоѓаме во аутосервисот на Злате Бенц, сервис со многу поголема историја, кој денешниот ден е многу битен. Тоа е се 35 години од постоењето на Злате Бенц, со една подугачка историја, која е обстанат на пазарот до ден денеска со сите најголеми нивоа на техничкиот дел што и се бара моментално во автомобилската индустрија. Техничка спретност. Да, техничка спретност. Освен автомобили, кои што може да ги видиме околу нас, што се друго работите? Све што е у склоп на Злате Бенц од првиот момент почнавме со лекиот програм, кој тоа многу кратко беше, за една година, после се проширивме комплетно со цел програм на Мерцедес, све што Мерцедес произведил од техника, значи камиони, автобуси, комбина, специјални машини, дизалици, све што сите агрегати Мерцедес ги има уградено, до ден денеска ги сервисираме. Колкав е овој просторот на овој сервис? Моментално површината кај што е поставен самиот сервис е околу 6500 квадрати, а површина на покривање околу 2500 квадрати. Мислам дека не постои некој што ја следи автомобилската сцена во Македонија што не е запознат со овој автомобил до мене. Јас за прв пат го забележав на Tuning Car Show Прилеп, односно најголемиот собир во Македонија. Поздрав до Маријан Мачка, организаторот на тој собир. Веднаш побарав контакт од вас, кој би можел да ми даде. Се слушавме на телефон и ми рековте нема проблем, може одма да го снимаме. Направивме одличен разговор за оние кои што не знаат, на риловите на Инстаграм и на Фејсбук, само на нив. Имаме преку 370.000 прегледи на двата дела. Мислам дека и на TikTok има над 140.000 прегледи, може и повеќе на двата дела. Не постои човек кој што не исконтактира, не пиша добар коментар за овој автомобил, бидејќи е навистина редот. Уште тогаш кога зборевме, се договоривме дека некој ден ќе мора да седнеме да си направиме малку по-широк разговор за вашата историја. Мене ми е многу драго што сте вие човек од збор, па еве сме и денес. Благодарам што исто така ќе ни овозможите денеска да погледнеме малку пошироко и вашата колекција, но и да поразговараме малку и за вашиот живот, кој што е доста интересен. Пред да почнеме на таа тема, да се навратиме малку на овој автомобил. Дали може да ми објасните како успеавте да дојдете до него, што се имате направено, како може еден автомобил да стигне до ваква возна состојба? Значи не постои собир кај што не сте поканети, што не сте го донеле. Историјата на овој автомобил е малку поголем. Во однос на првото негово добивање, значи јас пазите, сум имал желба многу одамна, уште од дете, уште на пример недека на 18 години да имам овој тип на возил. Но многу тешко можеше да се најди и така да желбата беше се поголем и поголем. Овој го најдов во едно село Тетовско, односно историјата била возилото уште од 52 година е влезено во Македонија и после како е вршила својата потреба по фирмите, така и завршил во приватен собственик, кој што бил прилично уништен. Значи, да не претерам, не дека околу 85% беше уништено возилото. Тогаш кога го земав ја од него, возилото беше растурено на милион делови. Значи, покушале да го реставрираат, но тоа ништо. Ја го собрав уврејки комплетно, како што и го најдов, и реставрацијата негова траеше цели 12 години. Така да, целата историја, возилото како се склапаше, така си го добиваше оној лик што и требаше да го има. Али историски возилото, бидејќи беше многу старо, и деловите што требаше него да се реставрираат и да се обезбедат нови, кои што не се замерливи ни да можеат да се направат, мораше директно да се обезбедуваат од Германија, фактички од производителот на овој тип на возило. Од прилика колку проценти беше целосно возилото? Многу ли делови му фаля? Имаше многу потреба да се нарачуваат? Па не дека од прилика, не дека околу 30%. Највеќе деловите околу бужетеријата, околу, како да ви објаснам, хромирани лајсни, лајснички, оние финесните работи на самото возило што треба да биде како што треба. За да го комплетира. Да, иначе во техничкиот дел 70% јас го реставрирав така да сите делови ги дотерав во првобитната состојба исто како од фабрика. Изгледа фантастично, изгледа како никогаш да не било правено однадвор, но имате некои финеси, што би рекол, што го прават овој автомобил возлив на дневна основа. Вие сте и таков карактерно, не можете нешто да што го поседувате да него направите подобро од фабрика, така што ми интересира малку повеќе да објасниме околу подвозјето. Како го имате направено да биде во чекор со поновите генерации? Околу техничкиот дел на возилото е донесен до тој степен да неговата способност моментално 10, 15, 20 илјади километра без прекин да се води, тој нема шанси да има некој квар. Значи во
тоа максимално ниво е донесен. Така да тука сите системи на него што се врзани, нарочито од долен построј, да почнеме од вешањето му е комплетно оригинал негово. Вешањето се врзува со централно подмачкување, кој сите склопови, јабучици, рамења, рукавци, све е комплетно под притисак на мас течност која го подмачкува при возење. Така да тука не може да се настрада нешто или да се уништи, затоа што цело време се подмачкува. А кај новите типови автомобили све е тоа конзервирано, затворено, пресувано и колку што е тоа унутра ставено е тоа. Така да таа страна е многу безбеден. Односно преносот заден му е така усогласен, истиот трап е заден, само што мали измени има направено, за да може да се усогласи преносниот дел да нема никакви проблеми со движењето. Односно вибрации, дрмање, согласување на брзина на моторот со однос на пренос. Тоа е во врв постигнато. Односно на моторната единица ставен појак мотор кој што неговата собствена тежина е над 2 тона. Така да за да се движи нормално по овие наши модерни патишта сега, му треба прилично појак мотор за да биде по-безбеден и у сообраќајот и во сите други маневри. Да, во сите ситуации во кои што може да се најдеш. Да, во сите кои ситуации може да се најдеш. Да. И така да возилото толку спремно на аутопут кој ќе искочи, не омета во ниеден случај у сообраќајот. Потпуно се движи ко сите нови возила. Што е фантастично. Значи ние имавме во еден момент шанса да ве пратиме вас на минатото рели што го има организирано ВМ Classics и навистина интересно изгледа дека се однесува целосно како некој нов автомобил. А во однос на менувачот исто така имате направено промена? Да, менувачот има автоматика 4 степени брзини. Исто тој е добро усогласен со однос на диференцијал мотор. Неговото понашање е така конструирано кој што може нема да верувате, може и смешно ќе искочи, кој што го конструирал Мерцедес од 1000 инженери. Кој ќе седиш у него не приметуваш дали возиш возила од 2020 година или од 42 година. А внатрешниот интериер е комплетно среден во неговата оригиналност. Тоа е све од дрво и коша. Тоа е у највисок степен е изработено. Рамката на седиштата, предпоставам, предните седишта се од тој модел или од тој модел. Носачките делови комплет, долниот дел е комплетно од него. Надворешниот дел е тоа, бидејќи све беше уништено, мораше да се стави све многу поново технологија за да се дотера. Па и тие порано седишта, се не знам баш на конкретно во 42, али знам дека Мерцедесите едно време имале внатре од коњски влакна, мислам дека долниот дел зависи која серија била на Мерцедесот. Дали е ОЕ 170 СВ се води кој С класа, значи материјалот што бил и тогаш ставан бил врв. Значи врв бил у тоа време. Има многу луѓе кои што го изразија својот сомнеш на социјалните мрежи, на нашите видеа, дали автомобилот изгубил на вредност или добил на вредност, но мислам дека со оглед на историјата која што ние кажавте, дека бил во незавидна состојба, повеќе од 30% од деловите фалеле. Според мене, лично моје мислење, а верувам дека и многу од нашата публика ќе се сложат, дека целта да се донесе ова возило во возна состојба ги надмашува всушност оние коментари од стилот дека не е целосно оригинален автомобилот. За да биде целосно оригинален автомобилот, би требало до сега воопшто да не се вози. Бидејќи оние автомобили кои што ние ги гледаме по музеите во светот, се навистина автомобили кои што се одржуваат од група на механичари, кои што се возат само во одредени услови, само на одредени собери, за да може да се задржи таа нивна вистинска оригиналност. А овие автомобили кои што се возеле на овие простори, да не забораваме и какви биле патиштата во тој период. Значи, што се вика, ние во тоа време се уште сме имале во Македонија села каде што луѓето оделе со опинци и имале селски патишта. Овој автомобил ги поминал сите тие препреки и денеска се вози. Јас сум многу благодарен што воопшто можам да застанам покрај некој ваков автомобил кој што има фантастична бордо боја и можам да влезам во него, да го видам каков е, да го запалиме, да го повозиме. Мислам дека тоа има многу поголема вредност отколку да стои во некој амбар и да скапува. Чувството за оваа кола да ја возиш, дали ќе работи фактички оној мотор клипо што е го направиле 42 или што ќе работи сега по новата серија, воопшто не значи што има подхалба, но значи неговата оригиналност, идентичноста на возилото кое што е тогаш произведено. И вие кои ќе седните на едно вакво возило што е над 80 години, самото чувство ве враќа многу назад и не може да го доживеете во ниедно друго возило. Значи сите тие што и ипак ќе ги дајат коментарите дека ако имало измена возилото, дека
дека не е тоа. А едно треба да сватат, дека возилото што е било у таа технологија произведено тогаш, однос на денешнава технологија, тоа е огромна разлика. Значи, а ти да го доусовршиш тоа и да го усогласиш со старата технологија и новата, тоа е 3 пати поголем врв да го направиш него со однос на како што е оригиналноста. Али ипак да се задржи неговиот лик, неговиот облик, коопшто тој модел, таа серија кога бил. Ви многу подобро го кажавте од мене тоа дека чувството на овој автомобил кога се возите во него е буквално исто, независно од погонот. И добро е што не сте отишле на некоја рута каде што денеска ги електрифицираат овие автомобили, па сепак има звук на мотор како што му доликува на овој автомобил. Да се навратиме малку кон вашите детски години. Кога почнува интересот во автомобилите за вас? Реално да кажеме, секој човек што е створен на овој свет си има некоја природна надареност што е дал Господ, односно со правец да неговите родители. Тоа е основа да мојот родител, он бил доста добар механичар, значи уште од 60-тите години, тој талент што сум го наследил од него. Но, кај е сега проблемот у сета моја историја? Така да, што секој човек, Господ му дал до 3 шанси. Да. И ако тие 3 шанси не ги искористиш, ти ништо не можеш да направиш. А затоа првата е дадена од родителот, значи наследството од што он го работел. Кај мене е тој талент механиката. Значи во љубовта преголема према возилата. И мојата историја почнува со однос на моите 14-13 години. Тогаш беа транзитно у нашата држава 101, Фичо, Застава, тоа е тоа. На комшијата му се расипа 101-от, јас ги гледам од страна, дојдеа двајца многу постари мајстори, се мучеа, не можеа плати да нас сменат. Вадеа 3 пати со лампа, со огледалце, ваму таму. Ја викам, извините, може ли ја да ви помогнам? Мене ме избрка, али вториот пат кога не го запали, ја ме пуштија да им завршам работата. Јас земав со 13 кога ми го извади разводникот надвор, го земав у раце, како што ти е платина да си ја штелуваш, си дотеруваш точно се во нула на брек како што треба, така да немаш ти проблем да се мучиш у дупка како што е поставено у самиот мотор. Да. И сега треба да дотераш на палење. На палење за мене тоа бидејќи јас уште од дете тие списанија ги читав, литератури, многу ме интересираше воопшто у технологијата на мотори со внатрешно согоревање. Едноставно од капачето за уље пуштам прстот и го наоѓам брегот на палење кој што треба да ми дојде точно со однос на степен на палење на радилица. У тој момент тоа ја го пуштам разводникот, ставам на пола круг 101 преди. Тоа е тој првиот потез у мојот живот што сватив дека ја нешто више почнувам да го стварам она што сум го замислувал. Тој ден почнува историјата моја. Јас негдека над 18 години више склапав 123 моторите, тие беа во моја генерација најзастапани возила од генерација на 615, 616, 617 мотори. Бидејќи јас сум го зацртал брендот на Мерцедес, сватив тоа дека јас сакам само Мерцедес да го сервисирам и да го одржавам и да го проучувам до максимум. И така да, кога почна таа историја да го исклапам тие мотори у таа возраст од 18-19 години, јас ремонтите што ги сработував првемо многу тешки услови, зашто немав каде и самите луѓе кои што сакаат да им го направат ремонтот, кој многу брзо се расчу дека мојот квалитет е на врв, кои што исто праќа со километри колку што и фабричките, ме чекаат дома, каде што јас многу мотори ги склопив дома во нивната дневна соба. Испрано, очистено, спремно, секој дел мерак да ме гледаат како тоа го склапат. Што тогаш многу малку ги имаше тие типови на Мерцедеси. Па верувам дека виртуозноста во склопување на еден автомобил, за да можат новите генерации да разберат за што станува збор, треба да сватат дека во тој период не само што нема интернет, туку нема и достапни материјали за технички читање. податоци. Вие кога спомнавте дека вие сте ги расклопувале и дека оделе онолку колку што оди од фабрика, тоа значи дека вие сте, претпоставам, или знаеле, или можеби сте имале осет за тоа колку треба да се стегне одреден дел, не е како во денешно време каде што можеш да отвориш на интернет и точно да знаеш колку ньютон метри треба нешто да се стегне, за да сето тоа работи како еден оркестар, бидејќи механиката, особено во тој период, во денешно време нели имаме и електроника која што помага во синхронизација на сите тие движечки делови, порано механички се оркестрирало секое движење во моторот. И тоа е како буквално како еден оркестар. Многу интересно како што имале вие во вашата глава визуелно како сето тоа се случува за да знаете како да детектирате некој проблем. Бидејќи немало како сега да прашате на интернет и што ми е ова проблемов или да отворите на YouTube да видите како нешто се прави. Едноставно за тие работи претпоставам дека многу ви помогнала не само вашиот талент, туку и имагинацијата која што сте имале. Пред да продолжиме натаму, сакам да збориме за вашето служење во војска. Што беше вашата улога таму и имате ли некоја интересна приказна да споделите со нас? Видите, вие самите знаете дека се работи 80-тите години, тоа е Титова Југославија, многу јасно е. Војската била задолжителна
и после средно образование на автомеханичар во АСУ автоцентар, каде што завршив ко автомеханичар и таму дадов доста принуде за школото. Тој дел од моето школување максимално го дадов во технологијата на стручните предмети. И тоа што и го знаев тогаш го пренесував на моите другарчина, фактички соученици. Кога го завршив средното образование, најбитно ми беше првен да си го оддужам она што ми е према државата, војската. Заминав во Чаплина, тоа е еден од најголемите автоцентри во бивша Југославија, а едниот е во Краљево, едниот е во Кичево. Тие се скоро најголемите автоцентри во цела бивша Југославија. Војската, во таа цела моја историја, бев инструктор во автоединица. Ја обучава војници за возење за тогашните С категории што кај војската може се добие или Б. А иначе ја за време на служењето на војската многу исто со технологијата на возилата бев поврзан. Све што постоеше проблем у самата касарна од возило, па скоро им го решавав. Дали бил камион, дали бил автобус, дали било специјално возило. Све што можев од себе давав за тоа да биде поправено и завршено. За време на патронатот на самата касарна, идејата ми дојде да направиме нешто што ќе остане во историјата запамтено. Јас земав во подрумите доле што за време на војската се обучавале самите војници, кои што се уништиле. Тоа имаше многу јака опрема за како да се преиди до технологијата на моторните возила. Јас тука месец и пол све што имаше доле здробено и скршено, склапав и направив еден пресек комплетно на возило, диференцијал, пренос, мењач, мотор и тоа сето го поврзав со една електромотор за машина за шиење. Со сијалички, батерии, све кое да се гледа точно сите 4 такта како функционира тоа све, како светнува со горева и така. И односно преносна пресекна, мењачот и пресек у диференцијал. Тоа го спремив некомплетно, го покривте со еден бел чаршаф и барав прием кај генерал полковник. Ние тоа го поклонивте за денот на патронатот. Кога го виде генералот, се стапи се, вика вакво нешто до сега никој не внесол у канцеларија да се види дека се ние стварно центар за автоединица. И да го имам у канцеларија ко пресек. Слушајќи го вие што го зборите, покажува за вас дека вие сте човек кој што не само ги разбира работите, туку и знае како функционираат до најситен детал, разбирате како да го пренесете вашето знаење. Бидејќи тоа вие што сте го направиле, можеби вака изгледа како некој човек кој што се заиграл и направил нешто интересно, туку вашата цел е да можете да им помогнете на оние луѓе кои што не можат одредени работи да ги концепираат, да можат да ги видат во живо како функционираат. А јас тоа го видов и кај вас пред неколку дена како вие комунициравте со вашите вработени, но за тоа малку понатаму, по служењето на војската, вие одлучувате да заминете за Холандија. Зошто? Кога завршив со војската се вратив во Скопје, значи кај што и живеев. Пробав тогаш во Автотуриз да се запослам. Некако не успеав, затоа што секој пат гледа они со некој поголемо искуство да примат работници. И тука не ми се свиѓаше тоа што ондо сега треба да им се докажувам кој сум, што сум и колку знам. Ама проблемот е тоа што ипак да влезев тогаш по некој начин да работам во нашиот Автотуриз кој беше најреномирана. Јас пак одлучив да отидам во Холандија, во Ротердам. Кога дојдов прв пат, останат ко што ќе правам. На која возраст? Тоа беше на 21 година више. Значи после војска одма. И јас се одлучив првен во една Фијат фабрика, не беше тоа како фабрика, туку додатна со опрема што се уградува, некои си елементи за посебни држави што бара со посебна опрема. И тука ме ставија одма на деконзервирање на Фијат возилата како доаѓаат од брод и да се деконзервира фактички возилото и да биде спремно за салон. Али тоа мене сакал не сакал мораше да го прифатам за да ја почнам од негде. Тоа го работев скоро едно 3 до 4 месеци, ама до мене имаше сервисни оддел со едно 12 дизалици, каде што се работеше Fiat 123 дизел тогаш таа серија. Работите тука, а срцето да, таму, а ги гледам нив цело време. Па ја 1000 пати ја кажам у животот, кога Господ ти ги дава да ги склопиш коцките, треба да ги искористиш. А од тој момент имаше една 132 со 500 км, има фабрички проблем, им фрлаше вода и складах. Проба една глава, втора, трета ставија, пак истиот проблем. И јас го замолив самиот шеф, викам, може ли ја да ви помогнам да го решиме проблемот? Они ме погледнаа така чудно и ништо не ми одговори. Тек другиот ден ми рече, ајде пробај да видиме што е, ама ако се деси нешто ќе биде на ваша штета. Не е проблем, викам, се прифаќам. Ми остави алат, опрема, све ми дадоа сета литература, сами ти знаете дека тогаш немаше интернет, немаше ништо, само литература можеш да прочиташ, али е достапна затоа што тоа е овластен сервис. Литературата ме многу не ме интересираше, више имав доста искуство, затворив книгата и фрлив назад, побарав
првата глава што е од моторот уградена, ми ја дадоа, измерив сите толеранции меѓу глава и блок, најдов каде е проблемот, што не можеше да се примети дека е највеќе јаваш проблем на четврти цилиндар. Не можеше да се пресува диктонот, односно меѓу блокот и диктонот, со стегањето на штрафови да се добие онај притисак кој што и треба да ги има фабрички. Ова ќе го размотрат самите мајстори што ќе ме слушнат, што е проблемот, ќе им текне одма. Тоа е тоа. Ја склопив, дотерав, дојде Сабајле шефот, изволите пробајте колата ви е потпуно исправна. Отиде он да ја проба, го нема пола сат, 2 сата, 3 и викам ова е 100% со шлеп служба ќе го донесе. Се врати, само ми се насмеа и ништо повеќе. Другиот ден ме викна на разговор и ме ставија одма у завршна контрола на Фијат. Значи, они сватија више у еден момент што тој проблем он не може да го решат, ја им го решив. Тоа е тоа. Тој сервис ми беше одскочна даска како да дојдам до Мерцедес. А секој сиви што се таму е многу битно сивито. Тоа знаеме и тогаш од времето како било. И луѓето многу коректни искочија, ми дадоа добро сиви, последна година од кај нив испаднав и отидов у Мерцедес. И таму историјата почна на овој начин, али таму бидејќи имав сиви, ја одма почнав во сервисниот дел. И за многу кратко време станав организатор и одговорен за завршна контрола на Мерцедес, кој им се дооградуваше допунска опрема на моторите што ги бараше америчко тржиште. За специјални Да, нарачки. за специјални нарачки. Тука ја и ден денеска на серија на мотори што и ги нема видено во Европа, кои исклучиво беа изработени само за америчкото тржиште. Што е ова? Тоа е лифт за свиња. Од тука може да стигнеш полу. Значи од овде може да симнете било што ви треба. Цела кола. Цела кола буквално дода се. Значи цела кола се симнува Мотор со голем или мотор и ова е масата за мотори. Значи тука може да се најде. Таму се работи мотори, некој овде се работи. Значи ова е све што следи за сервис, за вградување, или? Да. Ве си спремни мотори што може. Човек да посака да работи тука летно време колку е ладничко. Неги два, гледаш мотори спремни. Овие идат горе. Нов 6-1 мотор. Често е автоматика. Ова е интересната соба. Овдека е неговата соба играчка. Значи ти си доле. Паметна, затоа доле на -1 да биде ладничко. Таа историја од таму кога више го донесов тоа ниво, не може више да издржам таму, се вратив назад и прво што дојдов, побарав пак работа во Автотурис. Леси се враќа дома. Да се враќа дома. И кога дојдов више јас пак истата песна и викам овдека не е бива што не е бива, онда дадов онма молба и барање во Мак Петрол. Мак Петрол имаше нова фабрика за производство на ПГР, тоа противградни ракети со ракетни мотори. Таму се запослив, таму бев одговорен на возен парк комплетно и одржавање на уопште на сите тие наши возила што беа потребни. И со специјално возило имав на исто наменски за транспорт на експлозивни материјали и што бев директно врзани во цел тек на производство со Машински факултет Београд. Така да тука тој дел мене многу ми се свиѓаше и многу ме погоди она што ја го сакав. Пак ќе го речам истиот збор што го рекол претходно, коцките треба се склопат. Тоа е тоа. Доште на место каде што ви исполнува се, Така е. буквално. После станав и одговорен на сите предаватели, од едино Теас Темко, Теас беше производство на радиосистеми, што едино тогаш Мак Петрол беше покрен со радиостаници, не баше мобилни телефони тие работи. Имам предаватели на сите планински врвови што се обкружува Македонија, Галичица, Кожув, Скопска Црна Гора, значи Шара, по тие сите планини. Јас тука до 89-та бев у Мак Петрол. 89-90 година се дешава една тешка сообраќајна несреќа. Едино јас ги качував сите тие врвови горе со Лада Нива и УАЗ джип, тука и други возила и немаше тогаш од специјални возила наменски за... Само да дадам една представа на публиката, бидејќи не гледаат од различни возрасти, треба да се даде значење на моментот дека се тоа првата приватна телекомуникацијска мрежа. Зошто е тоа важно? Многу од луѓето шетаат по планините и гледаат дека се проводни за автомобили. Тоа значи дека вие сте биле дел од луѓето кои што ги прават патиштата низ планините за да можат да се постават тие репетитори и така натаму, телекомуникацијски антени и така натаму, за да може да се воспостави тоа вмрежување. Вие сте имале чест да возите многу лади. Спомнавте дека сте имале несреќа. Што всушност се случило тогаш? Бидејќи ние бевме главни на одржавање на сите тие предаватели, кои што
горе се пунат со акумулатори статични кои се пунат со агрегати на дизел. Тоа технички оддел се беше под мој надзор. Тоа бев една многу добра јака екипа, многу ги поздравувам ни посебно. Тие години што заедно функциониравме и тоа другарство и пријателство денеска многу ретко може да се добие. Особено моментот дека животот зависи од Така, да видиме како. Значи ние се качувавме горе на 2200 надморска висина, каде што и беше предавателот со ладан нива, кој што исклучиво 90% исклучиво ја ги возев тие тешки терени и правевме недека по негдека на некои места и траси за да можеме точно да се пробиеме до врвот горе. Али тогаш што се деси? Самиот колега вика ако ти утре не дојдеш како ние ќе се качиме, мора и ние да пробаме. Ја му е дадов колата да вози, али му е дадов тоа беше на Брезовица. Од кај косовска страна се качувавме на Брезовица, од Брезовица горе на предаватели. Значи горе до Тито врв. И се качивме на кота недека од 1000 до 800 метра, бидејќи редок воздух почна колата се гуши. У истиот момент му нареди само кочница, а он се изгуби кутриот и тука мора брзо да реагирам, ручната ја фати, волано го смотавне и колата почна се тумба од браник на браник. У дужина, да. И после четврто, пето тумбање нас не сврлува преку предна шофер шајмна. Како? Тоа дошло од тој момент ние не знаеме. А колата доле лета едно 80-90 метра без да допре нидека. Мава у карпа и доле се растура на 1000 дела. И експлодира. Да, експлодира колата. А ние лево и десно по благиот пат од тој рид, како што беше, од тој дел масивно со планината, и ко топки доле, да на рамница застанавне, кој што бевне цели во крво и дали 3-4, да не претерам, може и толку, 3-4 минути бевне во свес и се изгубивне. Али среќа што тогаш, тоа мора да го потенцирам, генерален директор беше Гавро на Мак Петрол, човек со срце, со душа, кој мора да го кажам, кој ни го спаси животот и на мене и на колегата. Реагирале брзо. Да, реагираше затоа што како, сега ќе ви кажам, многу просто. Радиостаниците се дека се отворени на таа фреквенција каде што и ние разговараме. И они слушаат по канцеларии, по објекти, по бензински пумпи, по сегдек. Он брзо реагираше, од војска хеликоптер, отвари од полиција исто хеликоптер подигна, Угриновски од операционна сала го земаат, го стават во хеликоптер, он не почитуваше кој екипа ко луѓе. И на лице место пристигна хеликоптер и тоа многу брзо, затоа што ние доста искрваревме на лице место. Многу бевме повредени. И тоа успеа таа брзина да ни ги спаси животи. Тоа мојот преокрет од државната работа да предам у приватниот бизнис. Фантастична приказна, јас не ја слушам прв пат. Навистина се гледа дека од секогаш сте давале се за работата. Мислам дека и заради такви луѓе низ целата наша држава, тие се, да речам, тивките херои, врз кои што оваа држава до ден денеска функционира. Ние секој ден имаме херои околу нас, за кои што не секој ден знаеме што се случува. Почетоците ви се со возење на приватен автобус после тоа во приватниот бизнис. Кажете ми некои интересни приказни за тоа. Кога више дојде животот да фактички Господ ме спаси, автоматски нов живот, нов еланд. Тој момент беше пресек да јас се повлечам во државната работа и да отворам приватен бизнис. Сигурно вашата сопруга имала еден дел. Да. Ме убеди. Да. Тој беше преодна фаза. И што се деси? Баш у тој момент кога се распаѓаше Југославија, 91 година, време на Анте Марковиќ, што знаеме, економијата и така, тогаш првпат во Македонија се уведе да градскиот сообраќај може да го покриваат и приватниот сектор од превозници. Тоа ми беше мене многу добра стартна идеја, туку и моментот ја не размислував. Значи, одма пристапив према тоа да барам автобус градски, тоа се збориме за првиот месец-два, кога више се одобри да може да се покриваат јавен превоз за автобуси. И у тој момент јас одма се пуштив во акција да најдам автобус. Автобуси тогаш многу малку, зашто во Србија беа доста прилично уништени, а едино беше така Словенија со повисок стандард. И у Словенија директно градски сообраќај, они ги возеа на 5 години, реставрација, па после вторите 5 години ги приватизира. И ја успеав таков автобус да земам од озгора, донесов во Скопје, кој го преработив поново, по мој укус, натре со тепици, озвучување, со климатизација. Тие години, значи го направив врв и мојата линија беше 45-ка. Возењето година дена со него беше 24 плюс 4. 4 плюс 4. Да, затоа што ние возевте на линија од сабајле до вечер, си имавме временски интервали кога треба да тргнеме на линија, оти повеќе автобуси, ја од меѓу првите бев и бидејќи како времето поминуваше, почнаа се повеќе се купува автобуси. Така да додека ја бев над 70-80 автобуси за првата година се купија за приватниот превоз.
за градски сообраќај. Линијата која ќе треба да ја извозиш, возевте по една до две смени минимум, а у почетокот и до 12 сат. Значи од сабајле почнуваш од 5 на линија до вечерта касно. Ако имало квар возилото, ноќта се оправил, да се среди, Нема застој, нема резервен автобус. застој, со жена ми доаѓа со деца две мали во кола спијат. Она чисти гланца натре да биде спремен сабајле на линија. Тоа све ноќе се работеше и сабајле у 5 сат пак на линија. Тој период од година дена ми значеше код 15 година сум изработил. Верувам. Така да, после сето тоа, кога се накупи автобусите, мене више тој дел не ме интересираше, се преориентирам на сервизот кој што им е желбата и волјата да дојдам до тоа што сум го и од дете мештел. Ако се уште некој се двоуми како се станува успешен, тоа е со многу напорна работа. Вие всушност за да можете да си го дозволите сервисот, го продавате автобусот што сте го користеле, но и комплетната линија. Што правите понатаму, како ги реинвестирате парите за да го добиете она што го сакате? Јас во тој момент више кога одлучив, продав автобусот со се линија, сите тие пари што ги земав во тој момент, одма размислов како да направам нормално плац да купам и хала да направам. Понекогаш случајно со ресторанот Москва и ден денеска кај што е лоциран сервизот, самиот газда ми беше пријател, он има огромна квадратура на земјиште, ми продаде еден дел од земјиштето. Тоа беше више делот дека сум ја почнал више она да го остварувам што треба да го остварам. Али кај па се појави преголем проблем. Почнав да барам понуди да ми се изработи хала, дејде од 400 квадрати, но цените беа агрономски. Во кај нас конкретно во Езерка, значи тоа Охрид, во Факом, во Маново исто за производство на хали и тука малку се разочарав, не знам што да правам. Во тој момент, не знам, некоја идеја ми дојде, викам дај да идам ја во Бугарија. Од тука заминување у Пловдив. Пловдив наоѓам фирма една завод што исто исклучиво работи хали и кога побарав што побарав да ми се направи, луѓето халата што се врати, инсталации, осветлување, све живо комплетно прифатија и за многу поголна цена. Може би десетина пати препоставам помалку од колку што било тука. Така е. Значи многу помала. Значи каде помала цена него што е одека у Македонија можев да ја добијам. И доста брзо. И брзо. И тоа за 22 дена халата е склопија. Ја бев цело време со нив. Бројки ми ставија на секој стубави кај треба што да стоат. За да може да се склопи. Да, се транспортира во камиони, комплетно се и царини, се донесе оде, се растовари. Викнав помошна екипа една што исклучиво работат на хали да ја склопиме, да ја дотераме комплетно како што треба. И така више склопи првата хала. Иако можеби тука многумина мислат дека маките завршуваат, всушност тука маките почнуваат. Вие со склопување на вашиот објект, практично ништо околу вас не е спремно за да може да го работите она што сакате да го работите. Значи вие за да може да влезете тука, требало сите автомобили и тешки возила кои што доаѓале на сервис да ги перете надвор бидејќи до овде немало никаков пат. Кажете малку повеќе за тој период. Паралелно вие покрај сервисот во еден момент одлучувате да го проширите бизнисот, но не во аспект на нешто поврзано со сервис, туку во услуги давање на туристички агенции за возење на патници. Може ли да ми објасните малку повеќе за тоа? Кога више почнав да стартувам со сервисот и да функционирам, првите години одма размислував, бидејќи јас више имав градски автобус, јас многу имав мерак да имам и туристички. Ја побарувањето на пазарот беше преголемо тогаш, зашто немаше доволно возила за туризам меѓународен, значи воопште за тие абсолвенски прошетки кои што се по 7, 8, 9, 10.000 километри низ Европа. И на таа тема одма размислував. Значи јас секој пат сум ги фаќал првите карти, значи за да можам брзо да реагирам. Првите моменти. И што ќе правам, затоа што ФАС 11 октомври фабрика за производство на автобуси беше у Македонија и беше заштитена да нема право на увоз на автобус. Така да 51% беше шкојката, 49% деловите. Што и да правиш, мораш пак преку фабрика и тука да е. Тоа е тоа. Едино беше шанса само да се купи шкојка нова, комплет, а сите агрегати што и они ги увезуваат, да си го увезам и да се склопи возилото. Друга шанса нема. Легално да се направи по тоа. сите правила што законот ги дозволува. Така да јас тогаш 95-та, 96-та САНОС 315.21, тоа беше од највисоките автобуси со заоблени стакла, тоа е копија на 303 Мерцедес, серија што беше најуспешната серија на Мерцедес. И уедно и тој тип на возило беше копиран комплетно од Мерцедес и се правеше во ФАС 11 октомври. Само што не беше Мерцедес, туку беше ФАС 315.21 САНОС. По тип на САНОС се водеше. И јас изработија нова каросерија комплетно, со инсталацијски оддел на струја комплет, со инсталација хидрулика плеуматика на него и сега фалат агрегати. Јас тоа све во Холандија кај што и работев,
купувам автобус, комплетно сите делови ги растурам таму, ги пакувам во шлепер, комплетно, правам царински ставки за секој дел што треба да се увези, половен дел, али со многу мала километраж. Автобусот беше со 120-30 За да се исплати целата работа. Да, да се исплати пак да биде ново возило. Тоа све носам тука, увезувам, и носам кај мене во сервис, и царинам, плаќам сите давачки што треба, сите делови комплетно. Прво, мотор, предница, задница, волан. Прво идам предна, задна осовина товарам од тука, ги носам во фас, ги монтираме на лице место, ставаме волан, све комплет, штанглата и го носам у сервис кај мене. 6 месеца јас го изработувам автобусот со недека прилика над 3-40 измени. Зашто? Значи, све кај што имаше проблеми со клими, ископчување, копчување, вибрации, ти ми рече, нема тука што да се размислува. Луѓето, едноставно ви кажам, нема прва да измислуваме топла вода. Имам доста решенија врвни направени на Сетра, на Неоплан, каде што германците тоа го усовршиле до максимум. Јас едноставно тоа све го копирам и го префалам и нова возило. И со сите атести комплетно да биде во врв направено како што треба. И тоа возило после 6 месеци искочи од кај мене сервис, го однесов у фаз да се офарба комплетно. Бела боја беше, тогаш машински факултет го вршеше цели тие прегледи, атестирање кое траеше скоро месец дена. Тоа се процедури големи, каде што мора технички оддел да биде на највисоко ниво. Тоа е превоз на патници. Ко фабрика и мора да даде документација комплетно. Не сме тука да се случи грешка. Така е. Тука нема, тоа пардон нема на тие работи. Да. Возилото беше во врвна состојба донесено. Јас тоа возило поминав скоро 1.000.000 километра, кој што беше првен резервисан. Морам да ја рекламирам и агенцијата Савана, Нехар, која беа врв во агенцијскиот превоз, воопште во агенцијската работа, кој ден денеска се. Така да ја бев резервисан за нив првите 2 години унапред, затоа што знае дека на највисок степен беше превозот направен. И тогаш го постигнав оној стандард на туризам кој што требаше да се даде како основа дека треба на тој степен да се работи. Вие сте били еден од автобусите што никогаш не се расипа. Нема шанси кај мене возилото. Видите само еден податок да ви кажам, што не знам како ќе сватите тоа, дека возилото мое чим стигне, да речеме, од Куманова, најблиска дестинација, се враќа у сервис, иде на Вајци, контрола кочници, контрола предница, задница. Не знам што се десило, дали на 100 км или не, битно е ние од тука технички да биде исправен. Дали се вратил од Германија, истиот дел, флага, контрола, предница, задница, мотор се контролира, на кочници, вајци имам, све тоа се врши ревизија комплетно од кај мене у сервис и трка возилото на пат. Превентивни проверки со цел секогаш да биде исправен. И затоа ние сте немале никад проблеми со техничкиот дел. Вие исто така сте меѓу првите возачи на абсолвентски екскурзии. Сте одели на места каде што никогаш претходно никој од македонските возачи не бил. Сте били меѓу првите во тоа. Имате потреба во 99-2000 да купите нов автобус од вас. Так. Дали и тој се склопува во Злате Бенц или? Не. Значи, видите вака, кога почна више тие тури низ Европа, исклучиво ги покрива Млаз Богданци, која фирма, Пролетер, Македонија Сообраќај, кои што све тие беа големи фирми, така да ни од приватниот сектор многу малку не имаш. И кога висината на превозот е постигнав и решив тогаш да инвестирам во нов автобус. Нов кој што треба да го направи ФАС 11 октомври. Тоа е више модел по нова серија, 404 Мерцедес, и почна више да се склапа тој автобус, а фабриката беше на граница за затварање. Значи тоа се збориме 2000-2001 година тој дел. И така да имаме големи проблеми со завршната фаза на возилото, што се дешаваше и преку ноќ да ми извадат делови, да ми стават на друг автобус кој треба да го предадат, затоа што увоз на делови се намали, фабриката пред колапс, многу тешки проблеми се јавија. Вие така имале еден автобус, некој имал 10. И тоа е тоа. И од два и некако успеавне да го достредат комплетно возилото и да си го преземам и да тргнам исто и со ново возило од 404 марката. Прва тура што ни беше со тогаш Савана организира, тоа што многу битно да го нагласам за трудници, 45 трудници кои сака прошетка низ Грчка. Одлично. Да, и така ни беше прво задоволство што со нив едноставно го направивме првиот круг со новиот. Значи сте имале 88 патници. Ете така, да, каде што одговорноста е на највисок степен. Верувам, верувам. Навистина интересна приказна за една прва вожња на еден нов автобус, но некои работи доаѓаат до крај. Некаде околу 2007 година се одлучувате да излезете од туристичкиот превоз како бизнис, поради непредвидливоста
на тој бизнис, претпоставувам не коректна конкуренција. Се јавуваат возила кои што со многу слаба техничка исправност на возилото или воопште стара концепција на возило, симиња цени и со тој превоз на ново возило не може да го издржи. И најголемиот проблем кога ФАС 11 октомври пропадна, а право на автобуси више не може да го држат и почна увоз од надвор автобуси и почна да се увезуваат со многу послаба техничка можност, да, свашта и падна нивото на техничка можност да биде возилото како што треба. Да. Знам дека едниот од шоферите, еден од вашите автобуси, тој првиот што го дискутиравме, си го паркирал дома, бил заљубен во него. Верувам дека е тешко да се најде и друг возач кој што ќе може да ги оперира сите тие настани кои што треба да се поседат. После препоставам дека и по она што го зборевме, верувам дека сте имале многу непреспиени ноќи и решавате да се фокусирате повеќе на семејството, на Томе, кој што е всушност вашиот син, да направите некој преоден период каде што ќе може и тој понатаму да проложи со вашиот бренд. Бидејќи која е целта на вашата животна работа ако не проложи некој со тоа. Ќе дискутираме и со него понатаму, претпоставам дека е исто така влюбен во автомобилите. Да се вратиме на колите. Како успевате да стигнете до овие интересни автомобили? Ајде за овој раскажавме, но за овој десно од мене. Тоа е 129 модел, серија 93 година, тоа е 500 SL. Возило кое што атмосферец нормално, возило кое што су го посакувал уште од дете. Кога почна прво производство од таа серија, значи од тој момент јас сум имал мерак на вакво возило, ама не сум имал можности ни приближно да дојдам до него. Среќата ми се насмеа, таму недека 2005-2006 година, кога ова возило го видовте на лицитација тука во Скопје. Значи, на некој начин тоа возило било земено од државата и нормално, после сите тие возила, од царински надзори се продаваат. И ама беше во оштетена состојба. Беше задниот трап прилично оштетен, значи излетало од пут и направил некои материјални штети кои што може да се решат, али беше во неисправна состојба. Имаше доста одстоење, валда, некој што му требало компјутер извадено, но не беше проблем некој тоа да се реши. Тогаш ја кога го видов, сакав да го лицитирам и почнав да го лицитирам. Еден мој ептен близок другар вика, ја го сакам. Викам, ако била твоја среќа, изволте, ја ќе се повлечам. Никој пат не сум сакал на никого среќата да ја земам. Во ниеден случај. Ако он го сака, изволте, земи го. Ама има проблеми, ќе си ги решаваш, викам, што е тоа е, со Господ напред. Човекот го излицитира, го зема он, после 6 месеци ми се јавува, вика, не е овој за мене, ти само за тебе, вика, и крај на приказната. Значи, тоа е тоа. Значи, кога треба нешто твое да е, не треба да запињаш, не треба да се оптеретуваш, пак ќе си дојде кај тебе, ако е пишано за тебе да биде. Тоа е тоа. Он ми го даде во таква состојба како што го земал лицитација. Јас полека за година и пол го способив, се му сменив ново што требаше, го направив во топ состојба. И така еве до ден денеска јас си го поседувам тоа возило, имаше поминато само 45.000 километра. Тоа е тоа, али сега има помалку од 100, колку што разбрав? Да, помалку од 100 има поминато, али ко возило е врв. Значи тука ја не знам како да го објаснам, ја кој ги гледав порано, кога не беа достапно до вакво нешто, филмови амерички има Ферари, Поршеа и обавезно по една 129 Кабрио. И тоа ми едноставно така ме иритираше. Што возило ова, значи ова серија Мерцедес што има направено, тоа име врв. И ден денеска моделот и типот на возилото е врв покрај сите најнови типови. Има неколку интересни примероци низ Македонија што се возат од луѓе кои што го почитуваат тој модел и навистина е едно безвременска убавена, една безвременска класика која што тешко може да се постигне со па и некој друг бренд и некој друг модел. Нешто навистина историско. Дали видите, основата е што кај сите овие возила, дали е Oldtimer, дали е тој Oldtimer, имам и 190 Мерцедес исто и тоа е со многу мала километража. Логиката која е? Ако више го имаш Oldtimer, треба да дај све од себе да биде он Oldtimer и да се држи во најсовремена техничка можност. Значи, ние ако го запустиме и тоа не е ништо, тоа е само парче железо, ништо друго. А убавината е нова возило кој ќе тргне у сообраќај, кој ќе го видат прво генерациите сите млади, они ни помислиле вакво возило да видат, што е за нив е недостапно. Едноставно го нема. На нашиот простор. Да, го нема на нашиот простор. Тоа е убавината од сето тоа што ако успееме на некој начин да ги задржиме возилата, али треба да имаш и можност да го тоа одржаваш, а не само да го купиш и да го уништиш. Да. Има ли некој автомобил кој што се уште не сте имале можност да го поседувате, автомобилот вашите соништа? Јас се радувам на многу ситни работи. Она што сум го успел да го имам, јас сум пресреќен. Така да ни сакам да навлагам и да бештеам за нешто што не можам да го имам. Тоа е само залудна работа. Тоа е добро,
треба да се слушне во денешно време дека материјалните работи се ирелевантни ако не можеш да ги уживаш. Така е. Значи ние често збориме за што сакаме, всушност спротивно на стресот не е среќата, туку е спокојот. Тоа е најголемото богатство. Идејата е да имате тоа што го имате да може да го уживате онака како што сакате да го уживате, во слобода, а не да имате нешто кое што е недостижно, да го имате само за да го имате, да ви прави проблеми. Така е. Како е да се биде партнер со вашиот син? Јас имам две деца, ќерка и син, разлика се по 1 година. Ја воопшто у почетокот, кога он почна да воопште у средно школа збориме, не основниот образование, у средно, многу сакаше математиката и му дадовте ние све од себе да ја усоврши таа математика. Му викам желба за што сакаш, вика сакам на факултет. Кој факултет? Машински. Али желбата уште му беше поподалеку да поблиску до возилата. Али имаше желбата, али не можев тоа да го видам. Кога почна на машински факултет, кога он прва, втора година, гледам више почна максимален интерес на стручните предмети. И стручните предмети ќе им почна да више да ги сака и да бара објаснување кое што е, каде е, како е, зашто е. А основата за да му ја дадам ја за тоа сум стручен. И самиот ви кажав минатиот пат, кај мене не е проблем дали гледам ја камион пред мене или комби или кола, ја го гледам како преку стакло цел. Така да, дали е пневматика, хидравлика, ваздух, електроника, механика, се тоа у целина кој ќе го споиш, ти ја дава правата технологија на возилото кој што можеш да му објасниш и на своето дете и да му ја кажеш воопште основата на цела концепција на тоа возило. И да многу лесен начин да ја свати. А основа што ја не можев да ја добијам од мојот родител, зашто тогаш и немаше толку технички можности тоа да се направи. Сега е многу полесно и он кога свати тоа озбилно дека све од себе ќе му дадам за да он го изгура сето тоа. И на машински беше врв, значи со 10-ки, 9-ки, 10-ки сите предмети му беа на ниво. Има тука и малце ген. Да, тоа генот, генот што се поклопува од татко ми и сега од мене на него. И основата од тоа што јас презадоволен бев, што он више почна да се упушта во она што треба и да го знае. Си размислував дека има некој кој што овој труд до сега јас го улагав, да може некој да го наследи. Многу е лошо. Ние сите луѓето имаме еден диаграм, се качуваш, па доаѓаш на рамница и онда автоматски толку ти е твојата кариера од животот и почува да паѓа. А пред да паѓа, ако нема кој да ја продолжи правец, тоа е више залудно све што си створил во животот. Ви благодарам многу за разговорот, ви благодарам многу за тоа што успеавте да ни ја раскажете малку од вашата историја. Ви благодарам исто така на начинот на кој што го водите разговорот. Оние млади генерации кои што не гледаат, верувам дека ќе биде од полза за нив, добијат малку повеќе на храброст, ќе бидат поодлучни за она што го сакаат и за она во кое што имаат талент. Дека не треба секогаш да се прави компромиси на своја сметка, туку напротив, треба кога нешто навистина имате интерес да вложите се, па дури и по цена на тоа да се 24 часовни работни денови. Секој човек што е створен на овој свет е створен за нешто. Значи, ако му дал Господ да биде добар механичар, збориме љубител на моторни возила, како што е конкретно, треба таа карта да искористи максимално. Све да даде од себе. Не да се преориентира, сега ова знам, ова не знам, ова знам. Значи, тотално што му е дадено талентот, за што и да е намената, значи од моје нормално искуство што сум го прошол во овој мојот век, ви го кажувам дека тоа е најправилното, да си го задржите талентот и да тоа го искористите максимално. Тоа ќе ви придонеси многу у животот и ќе успеате многу далеко. Ајде да видиме Томе што е направил. Јас сум Томе, синот на Злате, работам во фирмата Злате Бенц. Веќе од мој 20 години сум тука интензивно. Умилен бренд ти е BMW? Никако, ни на сон. Ниту на сон не ми падна. Напротив, мојот модел што него сакам е BMW. Све може и Volkswagen групација повише да почитувам него BMW. Има ли некоја причина зашто? Па не, најчесто била причината да ме биле поспортски, побрзи, никогаш не сум го признал тоа. И секогаш сум се борал да им докажам дека Мерцедес е ниво на елеганција. BMW ми било ипак едно скалило секогаш подоле и некако ми за друг тип на луѓе, покрути луѓе сум ги замислил оние што го сакаат BMW. Мерцедес не знам, мислам дека нема човек на планетата што не би го сакал. Дали била машка, женска популација, стара, млада, универзален, како што викам, унисекс модел што Ако ги замислиме корисниците на автомобилите во различни множества, Мерцедес го има ги најголемиот спојува, пресек. Така, да ги спојува скоро сите множества, што тоа значи дека секој возило од нешто за во некој сегмент е подобро. Да видиме
будеме реални. Па и тоа е целта практично на брендовите, да освојат различни пазари. Значи не е така. поентата случајно или не, Мерцедес е брендот во кој што спаѓаат најдобрите интереси. Сакаш да имаш мека воžња, сакаш да имаш и спортска воžња, сакаш да биде тивко внатре, значи сакаш да бидеш елеганција, сакаш да бидеш можеби виден, се е тоа. Најголемиот пресек на ствари кои што луѓето ги посакуваат во еден автомобил. Не дека другите марки се полоши или едноставно секој си е за својот. Секој си е насочен толку добро у својот дел, ама Мерцедес мислам дека така добро ги освојува срцата на оној што треба да го освои до најголеми граници. Нема граница, нема човек што викаше на време многу посадите кој седна еднаш во Мерцедес тешко искача. Имам слушнато неколку луѓе во текот на годините како викаат дека BMW е за во гаража, Мерцедес е за на автопат. Стварно му доликува, јас имам возено во неколку Мерцедеси. Таа леснотија на движење, едноставно изолираност од све друго што се чувствува околу себе. Пробуваат и други брендови тоа да го направат, и француските брендови добро го прават тоа во однос на комодитет, но сепак сите други пропратни работи што ги прави Мерцедес е на многу повисоко ниво. Ја може да напомнам и дека јапонците се исто многу врвни од својата технологија и во издржливост и во све, ама го нема тој толку луксузен дел достигнато како што треба. Иначе за технологија се и они викам јас капа доле. Што си возел низ твојот возачки век, да речам, од кога имаш земено возачки? Па на 17 години почнав да полагам, на 18 више ја добив возачката. Бев многу љубител на Seat Leon. 2008-2009 година Seat Leon беше хит меѓу младите. Посебно еферт, секој што можеше да се докопа до тој модел, што почна више од 2005-2006 се произведува, 2008-2009 се уште нови, се уште доста скапи на пазарот. Детски достапен сон, да речам. Детски достапен сон. Иако јас старт сакав, ама мојот родител секогаш ми викаше кочи. Не се лета, таму животот кај што не се лета. Има време се да се достигне, чекор по чекор. И стварно тоа време заради моите добро однесување ми дозволи. Бев многу среќен со него. Навистина мислам дека помладите не ја знаат тој тип на среќа. Ние мислам дека бар што сме од 89-90 или од што викаме 80-90 генерација, некако повеќе чувствувавме вистинската среќа. Овој си задав тој модел беше доста нов кога ми го купи, ама исто јас палав, дури на 60 км успеав да му ја скршам турбината. Тоа беше првите караници. Зашто го правиш тоа? А јас имав причина зашто. Само него не му ја кажував, а он свесно си ја знаеше. Вториот автомобил, кога бев втора година факултет, бев мене на добра истражувачка мисија во сервисниот центар на Мерцедес, потоа влеговме во сервисниот центар и на BMW. Случајно. Тогаш ја видов стварно вистинска технологија како они дури дека низ цели сектори тече река додека они фарбаат за да ги отсите честици да ги собира од страна. До машини за производство, до големи преси што се изработуваат, врати, крила, испитниот центар како се они тестира со години, што ни учевме голема статика возилата со која брзина максимално може влезе врзина, со која може да се преврти, како се изработат рамења, со која чина, моменти во точка, се тоа што требаше тоа да го видиме младце во реалноста. Бевме една првите генерации што дозволи таа година да влеземе ние во тие фабрики, што тешко се влагаше. Баш ми беше големо задоволство што обравме нашата генерација да тргнеме со автобус и да тоа сето да го видиме. И таму забележаме Мерцедес, тоа беше 2011 на границата 2012 година, тоа беше неде ноември, декември месец, отидовме и со едно моје другарче се сликав до него, викам, многу ми се свиѓа, црвена боја, Джиш Мерцедес, викам, се класичко, викам, идеално за млад човек. Да. Имало и ес класичко, се далеку подобри. Ама за млад човек? После тој Seat Leon, викам, ова е тоа што го сакам. Добар апгрейд би било. Да, добар апгрейд, ама едно што сакам, друго е реалност. Што може. И ништо, заврши таа на убава екскурзија, дојдов во Македонија, завршиме и факултет, како една од подобрите генерации што испадна од машински факултет. Полетот знаеме дека се послабо опаѓа и за неколку години случајно да испадне можност да го видам таков исти модел на Мобиле, но еден наш пријател ми го покажа, вика, еве го тоа што го сакаш. Истото 350 кацети форматик, возило тоа време 206 коња. Го дочекав да дојде у двор. Тоа беше првата вистинска солза за среќа. Многу у Скопје у тоа време, карикирам 2014-15, многу луѓе од моја генерација стварно не може да си го дозволат. А јас на вистина го ценев, не само што го имав, туку и го ценев тоа што го имам. Не сум дозволил никој ништо да претпоставам и затоа дека си ги добивал. Да, ништо не може да добиеш, беше татко ми таков човек што не може ништо да добиеш без заслуга. Така почне и од млади
млади години, за да одиш на одмор, мора малци да заслужиш, така беше и во подоцнежните Да си години. одработиш. Да одработиш, мора бар делом да одработиш, нема ништо без заслуга. Ја возев скоро 5,5 години, после ми ја предав на едно моје блиско другарче, ја знаеше кога Да. во какво стање беше кога ја чував. Уште ли се вози? Да, и денеска ми е Тука доаѓа на сервис. Да. После тоа преминав на Е-класа. Е-класата исто поновиве модели, што се 2019-20, и таа ја возев некои се 4-5 години, и таа бев исто многу задоволен од неа, више барав поелегантно возило. Сега возиш? Сега више предавме на малку на джипови. Сега имам GL, исто 2016-17 годиште, и од него сум презадоволен. И Така сервисот е тука блиску. Сервисот ми е тука блиску, да, не. Кешки, ја викам, ја купувам кола, викам, јас викам, што не сакам мојата кола да биде дизалица, нема потреба мојата кола да биде дизалица, вика, најчесто на кузараџијата му се скинати кондурите, ама ние не го практикуваме тоа. Земи Може подобро, до брендот е тоа. да, подобро купи го малку поскапо, да не го гледаш, да не лижиш под него, Да, го тоа само е правило, да. Треба да купиш тоа што можеш да си го дозволиш. Како почнуваш да навлагаш во бизнисот? Дали имало некои интересни приказни од твоето детство што си бил приморан да ги правиш, иако можеби си сакал повеќе да играш топка на улица? Така, почна, кога како основно деление, нели почуваме 5-6 деление, почува да работат хормони, сакаш поќе да си надвор. Доаѓа посебно летен период кога сите другарчиња се собираме, живееме многу лисичи у Скопје, кај што бе куп паркови. Татко ми вика, Сабале, станувај, од 10 јуни завршуваме школа, Сабале си више на работа. Ама нима ја знаеш ме чека другарчињата ваму таму, не. Другарчињата ти за ти. Сабале со се пижами од кревет надвор, со него спијам зашто сум загледал вечерта до 11 саат, од надвор 12. Ама никој не те прашува ти дали сакаш или не кеш. Не беше ова како што гледате сега, беше на првичната оваа хала, па после оваа хала тука. Слушам дека си чистел плочки. Не да чистев плочки, доста ги рибав, знаев и да заметев, коли да ги бутаме, да ги надиме, да може да ги запалиме, да помине времето некако, зашто паметот ти е на друго место. Ама и со тато се враќаш дома. И со тато се враќаш дома, нема кој да те врати дома, нема друг начин. Ки се доеш дома 5:30, а више цел ден си стоил, малци нозите не те држат, а треба другари вика ајде да играме фудбал, вика или се зајде сонцето. Ама имаш тогаш енергија за све младци. Мами беше ентузијастот од стар дека треба да бидам цело време у сервис. Кога почнуваш да сваќаш уствари големината на тоа што се случува? Тоа почнам да позади сваќам тоа? негде втора према трето средно. Почнам да влегувам малце поише, имав еден вработен тука што исто беше инженер по машинство. И со него поише околу диагностиката. Диагностиката почува, знаете дека од 2001-2002 во Македонија започува негде поинтензивно 2005-2006 више Електронските да, зашто тогаш после се 2-3 решава. години остарени. Тука за да влегувам со него ми станува се тоа поинтересно, и тоа бев негде и прва и втора средно, а беше од втора средно се поинтензивно ми станува интересен тој сегмент. За да беше во трета, четврта средно, баш онака ми е мерак од чекам да завршам со школата, да доам јас да почне летото, ама на друг начин. на друг начин, буквално да си одработиш како што треба, да заработиш пари и за на одмор. Знаете, ние тоа време многу сакаме да идеме Охрид и да заглавиме по 15 дена, ама 15 дена се заглави таму, треба и да се финансира. Некој тоа време работеа на шанкови за да може да издржат. Да. Татко ти веќе ни спомна како си се насочил во факултетските денови, кога одлучи дека ќе одиш на машински факултет. Кога завршив средна школа Корчагин, а ја не бев ниту во овие стручни школи АСУЦ или БТТ што беа стриктно наменети за механика. Решив да идев на машински факултет, знаејќи дека ќе ми треба чекор да задржам модерна технологија. Фатив дека виште нешто се змени во светот, дека виште почва апла интернетот да пробива, дека ќе мора да се прати нова технологија. И мора да се потковаш малце по-добро во делот на технологијата, не е само да бидеш обичен механичар. Силата не се веќе Не се само механика, влегува многу мехатрониката во игра. Поучен од сето тоа, решив, иако мислев дека тогаш е многу тешко, навидум си така го представува минатите генерации дека тоа е тешко, не дека е лесно, нешто даја посебно по малите градови, од не толку стручните школи. Било далечно за нив, многу голема промена во технологијата. Се бараше доста да знаеш и математика, а математиката во Корчагин добро не подкова, таа бевме на генерација кај што дури мој другарчиња дури направил во Кина дури одеа по математика и дури во Јапонија. Добро бевме подковани и кога завлегов на машински, ја мислев ќе биде
сасвим нешто друга димензија, нешто ќе биде многу тешко. Наведо ми дојде толку лесно и убаво се склопи тој дел една во една Си целина. го погодил интерес. Се погодил интересот, баш одржи на смерот моторни возила. Моторни возила го водеше тогаш Ќосевски, беше гледна, Соколов е тој што доле ја држеше сите прегледи на хомологација. Секој биде една група професори што беа стварно ентузијасти во тој дел, да напрате на добра генерација. Им се погодивме ние како млади деца на 18 години што видеа во нас голем интерес. Посебно они не знаеа дека ние можеби више делуваме чепками по сервиси и дојшо да имам колеги од другите градови исто што работеа во некои своји сервиси таму, дали беа лимарија, дали беа механика. Направивме се направи на добра екипа на склоп на млади, што сака брзо да напредува и они многу не помогнаа, не уведоа брзо. Значи видоа дека стварно сакаме тоа и спана една стварно добра генерација на млади во кои на крај направивме абсолвентски што ни самите професори се чудеа од кај ни е волкаво знаење. Направивме дипломска во која правив цел склоп како шалтер не пее сменувач на камион, не на кола, на камион, што влезни излезни брзини, кога он прешатува, како прешатува, цела една симултана игра што они луѓе викаат кај ти ова ти го знаеш, а мене више праксата ми беше на врвно ниво, секој ден или ако има време и после факултет праксата ја терав тука паралелно, за да станам кадар. Сега многу лошо што ги тераме нема младиве и ако се на машински не доаѓаат на квалитетна пракса. 50% е школото, 50% е праксата. Талентот е талент, не го има секаде и секаде. Да. Значи, ама бара ако сакаш нешто мора да идеш на праксата да се развиваш, само така можеш да го склопиш целиот сегмент. Лично моје мислење во однос на тоа, па ќе преминеме кон нешто интересно. Мислам дека таа појава за која што ја имаш приметено кај поновите генерации, мислам дека е малку заради и начинот на кој што образовниот систем се грижи за луѓето да си ја најдат точната патека во животот, така што мислам дека ние како да речам актуелни генерации треба да поработиме на тоа, секој во својата сфера, не можеме јас таму да се мешам, ама сметам дека факултетите треба малку да размислат дека одредени луѓе можеби навистина не се за таму, треба да им го насочат патот. Само образовни системи кои што функционираат малку поразлично од нашиот и имаат поголеми успеси, но да не навлагаме во таа тема. Би сакал да те прашам, на тебе останува тежината да се пополнат чевлите на твојот родител и не само тоа, туку од згора на се имате колку вработени? Тука сме 11 луѓе. 11 луѓе за кои што треба да се грижиш, треба да ги унапредуваш, да ги држиш во чекор со времето. Ти си тој кој што ќе треба да ја постави иднината на брендот Злате Бенз. Како се справуваш со тоа? Па вака знаеме дека мора да бидеме чекорно со модерната технологија. Цело време пратам да имам најсовремени системи за дијагностика. Цело време порачувам нова опрема. Цело време се грижам и моите вработени кога да бидат на работа да уживаат, да немаме притисок и стресови. Знаеме во какво време живееме, знаеме каков тип на муштери моментално ги посетуваат марката Мерцедес што ја возат. Некои сварно си го сака колата, сака да им биде се како што треба. Некои луѓе не би рекои дека го заслужуваат брендот да го возат, но секако треба да најдеш една средина. Оваа модерна генерација на муштери или луѓе што сакаат многу директна комуникација со механичот, сака да им се објасни, сака да им се долови. Можеби татко ми не ги има шифците да ги објаснува тие работи, он некад вика зашто толку комуницираш. Сакаат луѓето однапред понуди, сакаат се смени начинот на кој функционира бизнисот. Бараат многу да имаш и висок степени на маркетинг, сакаат да видат на кого доверуваат да се работи тоа возило. Парите различно вредат, секој сака да ги потроши на точно така, место. И парите различно вредат, секој динар што ќе го даде, него му е значај кога ќе го даде и што ќе добие за тие пари. Не е само дали ќе ги даде. Можеби порано клиентелата за Мерцедес не е било од интерес на крај колку ќе биде сметката. Мислам дека во денешно време, бидејќи со увозот на половни автомобили и самите клиентела се менува. Јас би рекол, они сакаат и тотален сапорт и било која грешка да му случи дека он вози. Има ти слика на Вибер, сака да му одговориш у 10-11 навечер. Дали ти ќе видиш или нема да видиш, тоа е више ствар прашање. Тоа таков сапорт сака што порано го немало, не било можност, немало таква технологија. А тоа мора да се прати, зашто они знаеме дека сите живееме во стрес, сите сме нервозни, дали сакале, некеле, мораш да... Па на крајот на криштата и јас ги разбирам, мислам, и ние возиме, сакаме фамилијата да ни стигне. Менува тој однос. Да, менува. И да им се случи проблем и во додека се на одмор, сака да искомуницира, да добиат информација како може да им помогнеш. Тоа не е секојаш услуга што може да се наплати, но вреди повеќе од пари. Вреди повеќе од пари, а така го задржуваш клиентот и така билдаш уште покрај него, можеби има другари, пријатели, роднини што имаат Мерцедес, па ќе го насочат, ќе речат стварно овој човек вреди, иако ние створивме бренд и име со години како што минува дека представуваме стварно синоним за квалитет. Не е ствар да бидеш ти најевтиниот или најскапиот или не знам, ствар е да добиеш квалитет.
Квалитетот е тој што те двои Да. за разлика од другите. Секогаш работата е таа што збори пред личноста. Дали си има случајно некогаш да одбиете клиент? Има многу пати да одбиеме кога ќе видам работата дека од старт по мојотов не ми оди во правилен правец. Кога ќе сакам да слушам дека некои типови на тотални гаранции или гаранција во животот за ништо нема, осеќам дека тој човек е многу згрчен и живее во страф. За било кој нареден проблем, било како, он мисли дека за се ти си му крив. Во модерни муштери мора да идеш и малци и психолог. До каде можеш граница да си ја поставиш, зашто можеби да се завезеш во некои неочекувани проблеми што нема потреба да ги имаш. Боле задржи се таму кај што си најбрз, најдоходовен И најпотребен? и најпотребен. Ако навлегуваш во многу длабоки тематики, ти мораш однапред мушлите да го спремиш. Дали он е преспремен таа игра да изигра со тебе заедно. За најдоброто. За најдоброто да излезе својот од миленик. самиот автомобил. Така е. Има ли некој Мерцедес што сакаш да го поседуваш во иднина или автомобил, не мора да е Мерцедес, кој што се уште го немаш повозено или поседувано? Од увек сум го сакал оној модел што више можеби е застанал на SLR, што вратите се отварат вака нагоре. Можеби тоа е многу се ретки модели, тешко е да се дофати да се има, ама би сакал бар ако може да некој да ми дадат да повозам бар ако може и у Штутгарт на еднаш на трака. Ако тој модел уште од 2002, 2003 година потекнува, ама таква убавина и такво нешто таква моќен изглед. моќен изглед, мислам Мислам дека дека имаше керамички кочници. керамички кочици, првите карбони на него, од спойлери карбони, нешто што И тоа е најаката ера на автомобили. најкаде, баш... иако не викам дека уште од него има више многу понови Да, модели. да. Но таа фаца, тај поглед на мок и таа снага, мислам дека не би го слушал во ни од друго возило. Веќе нашите генерации разбираат што се случи тогаш, каков скок. Помладите генерации треба да разберат бидејќи тоа е електрониката станува толку достапна да може да се вградува во автомобили и скокот на прецизноста на работењето на автомобилите како машини многу голем. За разлика од оние, нели, карбуратори и така натаму, постои инжекшн системи претходно и постојат нели и други контроли за стабилност, но во тие години станува толку достапно да може да се вградува во буквално секакви автомобили, а оние најскапите па стануваат уште толку многу поизразено по-спремни да може да понудат, да речам, во тој конкретен модел спорт како никогаш до тогаш. Први таму се вградува и V12 машина што више како што иде се подене, нема тако више V12. Нема економска исплатливост. Нема економски исплатливост, бегаат многу од такви модели, а тоа е дисената машина каде што баш она ти дозволува адреналин до најнависоко ниво. Можеби да ги прашате и најдобрите Формула 1 водачи ќе би рекла ја би сакал тоа да го пробам. Таму да го осети вистинскиот звук на мок. Можеби нема истата брзина да достигне. Може ќе биде за некоја секунда, може и поспор. Ама звукот што ќе го добие и ќе му побуди адреналин во неговото срце е бесценато. Нема тука. Дали мислиш дека ако некој ви донесе некогаш таков SLR во гаража, ти и твојот тим би можеле да го сервисирате? Па зашто да не, мојот тим е дои години спремен и мислам дека сме доволно способни и мокни и тоа да го сервисираме. Можеби да имаме некој поголем проблем, ќе се реорганизираме, ќе најдеме малце поголемо време и ќе се насочиме точно кон проблемот, ќе го решиме. Не постои нешто во овие 35 години од фирмава Злате Бенц да искочило нешто нерешено. Дали ќе било ден, два, три, недела или месец дена се решава. Се решава. Се што направил човекот се решава. решава. Сакам да позборуваме малку повеќе за настанот што ќе се случува вечерва. Тоа е настан кој што ќе ги одбележи 35 години постоење на Злате Бенц како бренд. Што се имате планирано, што може да очекуваме? Да се прослави 35 години, тоа е една ера цела, трае и се уште трае една фирма. Фирма во Македонија да собствени 35 години на македонскиот пазар навистина тешко. А затоа вреди да се прослави. Ќе има повише олтајмери, ќе има и може и модерни возила ќе паркираме овдека. Ќе видите и самите, ќе има на снимка. Ќе видите спојна една стара и модерна технологија. Ќе видите се што поседува оваа фирма и колку е градала овие 35 години. Ќе видите еден број на луѓе што сака да ни спочитуваат за што сме ние работеле овие години. Мислам дека треба да се прослави и да се заслужи на вако, не е само да кажете направиме, треба да се заслужи. Мислам за имаме доста позади нас оставени работи што кажува дека се заслужиле. Злате Бенц е фирма која со години добро комуницира со сите клиенти, секогаш ги обслужува на највисоко ниво. Спремна е секогаш и било каде да одговори на потребите и шлеп служба имаме, дури и теренско возило што може да искочиме на пат. Се што треба. Се што треба за да оние што се нас топ клиенти што ги викаме дека може да ги служиме било каде, било кога, си да го држиме нашето ниво. Како што спомна татко ти во еден момент, овие се машини се само железо. Само железо. Ако не функционираат, едноставно се една огромна збирштина на собир од метални делови кои што не вршат никаква работа. Злате Бенц е животна приказна. Не е само фирма во која не се битни ни машините, ни халите, ни објектите,
битни се луѓето. Луѓето се тие што прави ние да постоиме. Без нив нема да ме постоиме. Знаат ли дека вашите вработени денеска ги очекува интересни награди? Мислам дека нешто намириса, ама не се доволно добро. Има и благодарници за и тие за што работеле и почетоците кои биле на оваа фирма. Некои луѓе успеа да стигнат, некои се више преселени у странство. Некои имаат и своји сервиси? Некои имаат и више и своји сервиси, ама овдека се сите они представуваат една традиција кој излега од оваа фирма се стекна со стварно знаење, да си голеси својот живот, бидејќи знаењето никош не те остава без леп. Мислам дека иднината за Злате Бенс е јасна, имајќи тебе како техничко способно лице и интерес во најжешката сфера моментално, а тоа се решавањето на проблемите на модерните возила, се гледа во кој правец ќе се движите. Мене ми беше многу драго што разговарам со човек кој што не се уплашил од успехот на својот родител, кој што не донел погрешни одлуки во текот на времето, туку донел одлука врз база на тоа што го сакал и веројатно и генот има многу голема причина за сето тоа. Ти благодарам уште еднаш за одличниот разговор, му благодарам на Злата, ви благодарам на вас како компанија која што ни доверивте и наш доверба да седнеме. Овој разговор би можеле вие со било кого да го направите, сте одлучиле да го направиме заедно. Се надевам дека вечер ќе има една одлична забава на која што гордо ќе присуствуваме и во иднина ветувам дека ако купам Мерцедес, ќе го донесам тука. Благодарам и на вас. Само сакам да им порачам и на млади што сакаат да го учат занаетот, зашто мислам дека више почува да станува по-фенси овие неколку години. Само дисциплина. Јас сум човек што кога има проблем, значи го спијам, го размислувам, барам решенија, нема откажување. Злате ме научил, нема откажување ако има проблем. Не е битно дали ти, да, времето сега е многу скапо времето, ама барај решенија, мисли го. Нема времето може да се продолжи, ама нити не се откажа од решението. Постои една наука, се вика лингвистичка психологија, нека ме поправат ако го грешам името. Тоа е всушност означува, проучува колку се значајни зборовите што ги кажуваме. Проблемите всушност може да се представат, односно да се кажат дека се загадки кои што треба да се решат. Начинот на кој што се гледаат работите е многу важен и зборовите што ги користиме се исто така многу важни. Злате Бенс останува синоним за доверба и квалитет за вашите миленици. 35 години се 35 причини повеќе да одлучите да го донесете токму вашиот автомобил тука во Пинтија. Верувајте дека кога ги исконтактирате, тие веднаш ќе ве посоветуваат кој е следниот чекор со вашиот миленик. Доколку ви се допадна ова видео, ве молам направете лайк, шер и сабскрајб со цел за ова видео да го видат што повеќе заинтересирани луѓе од сферата на автомобилизмот. Ви благодариме за довербата кон Road Machines и им благодариме на Злате Бенс за довербата во нас. А вие останете со здравје и секое добро. Ви благодарим. Пријатно. Благодарам. Ајде сега да снимаме коли малце.